овој серијал ќе презентирам риболов на попадинка со риболовни техники на пливка на директни такмичарски трски. Пристигнавме на местото Чевре. Сега да почнеме со припреми. Полека се припремив. Ги отворив трските. За денески имам комбинација од 9 метри, 8 метри, 7 метри. Зависно од која линија би ја ловел. Понесов прихрана од Ривер од Гица, Тайгер Нутс, скромна прихрана, околу кило и поле. Мислам ќе ми биде доволно, с оглед на тоа дека во план имам да ловам попадинка. Значи, стрикно сум преориентиран и со опрема ќе ловам на директни трски. Мислам ќе биде во ред и имам и бели црви. Значи бели црвчиња околу 300 грама. Кој ќе ги со лепак ќе ги направам, но покасно ги. Сега припремиме прихраната. Сир. Базата аромата му е сир. Откако добро ја промешав прихраната, ајде што сипе полека цивице, добро, ти кажам, че. Ајде, сипе, полека, ајде сега, малко, сипе, ќе му додавам вода, додека не добијам влага, значи, да се добие влага во ајдечка, сипај. Ајде сипај. Ајде сипај. Тури го. Ајде оди наполните. Промешам сега убаво да се врзи водата со прихраната. Пред малку напоменав дека прихраната е сир, значи пармезан пишува на неа. Нешто као измеѓу сир. Ама се чувствува она истата арома, да речем, генерално. Ајде да како малце сипај. Ајде сипај. Ајде сипај уште малце. Ајде уште малце. Добро. Сега ќе ја промешам убаво и откако ќе ја промешам, ќе оставам 10 минути да постои, да упие водата. И потоа ќе поминем на сито. Како ја оставив 10 минути да отстои, значи водата ја упи, ще малце ќе му добавам само. Ќе промешам пак. Доволно.
Сега ќе поминам на сито. Целосно прехраната ќе поминам на сито. Со прехраната дојдов до самиот крај. Сега на таа линија што мислам да ловам, ќе му давам за почеток покрупни топки. Направив едно топче со лепак бели, само да не ми лепи, малце го нахвасувам. Супер. За почеток ќе пробам да ловам со 9 метри трска. Основен конец, значи директна трска. Основен конец му ставам 0,14 со флурокарбон 0,12, јадица имам 14 со подвижно олово и ловак кралусо лижалче. За почеток ја одбрав од 9 метри трска, пошто имам негде таа линија што сакам да ја пробам, има длабина околу 3 метра. Така нешто. Па сега да видиме. За риболов на попадинка не е потребно обилно хранење. Може да предизвика заситеност и да се направи контраефект. Попадинката е јатна риба. Често јатата стојат збиени покрај песочното дно, на самата ивица каде што има промена на длабина. Затоа треба многу внимавање да се посвети на прецизно пласирање на мамец во една иста линија. Кога сме кај примама за попадинка, пожелно и ефикасно е да се прават мали топчиња, кои се даваат се почесто, во мала доза, со тоа рибата е поактивна и се задржува повеќе. Кленчи изгледа. Тие ако се пријават готова урачка, тука ако легнат. Ова попадинка треба да е. Таа е. Значи забавата почна, а? Убава врачка. Се прикочва, нема вибрација. Попадинка е покрупна. Времето наближува за ручек.
ќе направам една кратка пауза, а потоа ќе пробам да ловам на пофина спрема. Со 8 метра трска ќе пробам да ја побарам рибата во поблиска линија. Ќе пробам со директната од 8 метра, на неја имам ставено грам и пол тап. Во случај да не поосетливо рибата да не го зема мамецо. А и онака нема некоја акција. Ова е покрупна. Ovdje sad sam kod zapačka. Ovo je kod. Интересно. А и покрупни да видим. Гледни, бе. За риболов не треба за да извлечеш риби многу време. 1 сат и пол доволно. Опадинка е. Не бе, кленче. Значи со 1 сантим, со 5 сантими да си повнатре. А прije не ufrlaš ovdje? Не, ну да ја погодиш идеалната. Оп. А, скоба. А, ова е убав. Оп, ова ќе скини, драги. Ова може и брена, да. Ќе видиме. А, скина со се. Но сумката ми оскина системот. 0.12 ми беше основната. И трошена со 0.11 беше пред, веси пукна горе. Знаев дека се случува, дека ќе удри некоја крупна риба. Ама не сум за нив. Убај. И седумката ми е и полефтерна, не ти треба подолга, бе. За успешен риболов на попадинка, неопходно е да се подеси систем кој ќе одговара на теренот. Доколку водостојот дозволува, пожелно е да се користи што пофина спрема, пливки од грам до грам и пол. Добро балансирани со длабина 1 сантим на дно. При мала реакција на пливката се контрира брзо. Убаво парче. Еве имам на трска убаво парче некој на попадинка.
Контра на пола перо. Каква лошо закачање. Нормално. Си фокус се трска. Ова е супер. Ова линија си е сад. Напред му е малце. Да. Ама Ето таа лукна нешто. си сакај тука. Не видам како сум се така. Машала. Само да не се случи во мрената да удри и да направиме циркус. Че ако не е во таа линија, нема удар. Скроз малце прихрана му дала. Ситно папченце. Колку да се стрви рибата. Никако многу прихрана. Колку треба за риболов? Ова е покрупна. Убаврачка. Да замре некако ништо излеза ова. То навр, виде? Замисли кукава беше она незапирлива што беше. Тука одговара. Джавај ќе се мачи со долга трска. Многу нежни се на... На ударчињата. И кај можеш ти се со 2 грама тапа, со 3 грама тапа и не знам каков систем овие рибчиња да ги ловиш. Еве, гледај колку млитаво. Мислам генерално колку ударите се на грам тапа. Замисли, ова е грамче. Ова може исковава. Не. Покрупна попадинка. Крупна. Спрема овие, вака да речем, генерално што ги дава, поуба. Невога сам вика мерчете, има са батерија уште малце. Значи на 2 бели. Само да не се молам да не чукмине тоа мрена. Оти може брачка и овај систем да оди.
Некоја полво рибче. Ако попадинка, ќе види убаво. Може сковал да. Отргањето. Екстра парче. Ова драгида. Ова да. Ево веќе. Интересна. Убава рибка. Ова прекрасно поплавне се покажа како доста успешно. Еве се наближува и самиот крај. Сега да видиме што уловивме за денес и 70% од уловените риби ќе бидат вратени назад во вода. За денес беше доволно. Околу 3 часа акција. Супер риби.